Да, може полека да се подготвуваме и за вториот панел. Светлина што останува секоја година, секој момент, спомените го држат жив. Јас ќе си ги поканам соговорниците во овој панел да ми се придружат. Да говорам за Виктор Илиовски, како што можевме да го проследиме и ланското видео, секогаш значи да говорам со кнедла во грлото, таа некоја неопислива за мене болка, како цел живот ги познавала ова момче. Од друга страна, секогаш кога треба да напишам нешто, кога Христијан ќе ми каже Вики, краток текст за брат ми, зборовите како сами да ми доаѓаат и како емоцијата да тече и да тече. Денес решив да не должам многу, да не пишувам многу. Денес се собравме овде да ги споделиме спомените од и за животот, за светлината која ја остави токму Виктор Илиовски. Неговиот живот овде, неговата неизбришлива трага во срцата на сите оние кои што сте овде и на сите оние кои што го познаваа. Едно е сигурно, Виктор не бил обично момче. Виктор бил енергија. Енергија што се чувствува до ден денес во секој негов чекор, гласна смеа, искрен поглед од фотографиите. Виктор Илиовски, секој миг со него, дарот, животот и навистина, драги мои, светлина што никогаш не заснува. Една добрина, една ветрина, едно срце што сакало без граници, за секогаш останува врежано во нашите души. И по не знам кој пати ако замина Виктор, за секогаш остана овде. Како вечна надеж, како вечен пријател, брат, син, роднина. Нашето момче со најубавите сини очи, светлина што не води низ темнината. Светлина што никогаш не згаснува. Слава му на Виктор Илиовски. Почитувани, пред да ги најавам говорниците од следниот панел, потуваме една искрена благодарност до Андреј Гулабовски за монтажата на видеото кое пред малку го погледнавме, како се одбележуваше споменот за Виктор Илиовски низ годините наназад. Јас ќе ги поздравам моите соговорници на овој панел и ете, со првото представување може би за себе си да споделиме кој беше Виктор Илиовски во нивните очи. Андреј? Да, тоа не беше обично момче, добро го познавате, иако сега говорам од позиција на член од пошироката фамилија. Тој пред себе беше убав човек. Кога ќе речам убав човек, не мислам убав физички. Добрината која што носеше во него го правеше убав човек. И навистина кај да одеше, во која средина да занаѓаше, светла точка беше затоа што беше најдобар. Може би секој зборуваме во суперлативи за луѓе кои што не се тука, ама навистина нема друг збор да не го употребиш, а да не е суперлатив за него. Поминав добар дел од животот заедно со него, дали ја истата тупа во средно образование, а после животот на оддели од фамилијата заминавме двата на факултет, не оддели, сакам да кажам, физички од фамилијата, али многу се почитувавме, иако први брачеви можам да кажам дека исто го браќа. Помагавме еден на друг во секоја ситуација. Навистина момче кој што денес кога ќе го спомниме и со моите другари надвор од друштвото, секогаш остава спомени кај секој. Секако подобрина затоа што беше човек што никому не сгрешил, никому не направил нешто лошо, и така е и нашата фамилија, никогаш не сме грешели нигде и штета навистина што го изгубивме. Меѓутоа, денес може би сигурно тука некаде и се гордее со ова што правиме заедно. Што значеше, знаете како,
Обично на првите средби со луѓето некако кога добиваме тој некој впечаток кој што е прв и кој што останува. Што значеше да се запознае Виктор и Илски во студентските години? Јас сум Иван, колега на Виктор од факултет. И почнав со тоа што како ние се запознавме со него. Со Виктор се запознавме, тој ми беше првиот колега што запознав на факултет. Идевме на часови математика во автокоманда. Бевме во една група од 20 луѓе, од кои што 18 беа од Скопје, само јас и тој не бевме од Скопје. Така после 40 некои минути имавме пауза, се видовме на тераса, пушевме цигари двајцата, тука муабети, така кликнавме уште од сам старт. Само што отидов дома, добив од него покана за пријателство и од тој ден до последниот ден кога беше тој во Македонија, ден пред да иде за Хрватска, ние бевме едни нераздвоени, да кажем, колеги. Па така после некое време се запознавме и со останативе. Сакав да кажам дека градевме една група на луѓе, колеги, кои што почнавме ние, па продолживме со сите нив останати. Оно што ми импресионира кај него, тоа како колега што сум го добил уште од првиот впечаток, беше човек што не ги осудуваше луѓето. Во секој еден човек бараше нешто што да го извади најпозитивното од него. Како пријател секогаш ќе ти прикажеше и кога нешто правиш добро и кога нешто не е окей, ама неговата поддршка секогаш ќе ја добиеш. Така да за него од прв до последен момент можам само позитивни работи да издвојам, иако ние можеби овде немногу го знаеме него, бидејќи најдосно го запознавме, можеби 2-3 години колку успеавме да се држиме, но мислам дека секој спомен што го имаме со него беше само ќе го памтиме како убав спомен цел живот. Здраво, јас сум Бојан, колега и другар на Виктор. Се запознавме сосема спонтано на факултет. Виктор беше човек што едноставно кога го гледаш во група на луѓе не можеш да не го препознаеш и така и дојде уствари до нашата комуникација, само што се запознавме, се договоривме да пиеме кафе, да се дружиме, бевме нови, пошто јас не сум во Скопје, тогаш запознававме луѓе, се договоривме да пиеме кафе. Јас случајно му пишав на Иван, ајде да се видиме, се запознав со колега од факултет, да испиеме кафенце и испадна во моментот дека и тие двајца се знаат и уште од тој ден кликнавме уствари сите тројца и од тогаш па се до дента додека не замина за Хрватска, бевме буквално цело време заедно. Ми текнува дента дека кога се спремаше да оди за Хрватска, беше возбуден, имавме полагање сабајлето на факултет, завршивме, отидовме да пиеме кафе, следувавме документи и беше онака, како што и неговата изрека, се живеј, се ќе биде во ред. Уживај да пиеме кафе, полагањето што биде, нека биде, да се издружиме, пошто си одам на пат, нема да сум тука некое време и така натаму. Така да беше човек што пред се беше другар, можеш да се потпреш на него, да што и да ти треба. Во секој момент кога да го бараш во 3 сабајле беше тука да ти се јави, да ти одговори за што и да се работи. Така да јас имав дури проблеми, пошто имав една рутина кога си одев дома од излагање, дали вице, си звоневме еден на другиот по пат, додека одиме за дома и имав проблем со тоа долго време кога се случи тоа што се случи. Ja буквално си одев на кај дома и ми идеше да зазванам на телефон за да го побарам и пројде баш долго време додека престанав, мислам, ми стана јасно што се случило, така да човек за кого не можеш да кажеш ништо лошо, буквално не спојуваше сите како група заедно. Ние во глобала сите сме различни карактери,
ама Вице беше тука да не спои, да видиме сите како едно и баш заради тоа ние и ден денес сите како што сме дружеле тогаш и уште и сега сме заедно сите. Андреј, често пати кога говорам со Кристијан за Виктор, имам некое чувство дека Виктор имал една таква енергија и дека бил омилен во вашето семејство. Како беше Виктор Илиевски? Виктор беше копи-пейст, сега како што е Виктор. Значи, енергија, брзина, живот во него, многу брз, многу насмејан секогаш. И навистина посебен член во семејството затоа што, како што кажа неговите другари, никогаш не сгрешил на никој, секде помагал и бил светла точка да побрзува едни со други. Многу навистина фали тој момент, затоа што и јас и тој негде карактерно се врзуваме, сме дел идентични. Беше упорен, сакаше да достигне целта што е можно побрзо и со доза на ајде ќе кажам благо име, успеваше да се што она што мислеше дека треба да се направи. Навистина една светла точка во фамилијата како член кој што беше сакан и од сите и надвор од фамилијата, навистина не знам што повеќе би кажам, но многу добар лик. Несомнено и од меморијалните турнири кои што се одржуваат во негова чест и негово име, Виктор бил голем љубител на спортот. Дали може би видекнува некоја приказна од терен или некоја дружба поврзана со спортот, колку го практикуваше спортот, може би во Скопје, заедно со вас сите? Да, може. Вака ние имавме прва и втора година од факултет спорт и рекреација, така нешто се викаше тоа. Имавме часови во ДИФ или не знам каде беше точно во Скопје, бидејќи тука ние сите колеги што сме, глобала сме од различни смерове. Мислам, не сите, ама јас, они и Бикса сме од различни. Тој, бидејќи како пара секојаш игравме заедно фудбал, дојеше секојаш со нас на спорт, така да секојаш игравме заедно на тие часови по спорт фудбал, постојано дојеше со нас, така да освен во тој дел игравме секојаш рекреативно, имавме термини во Скопје, заедно. Единствена работа што не делеше уживот е тоа дека тој беше голем фан на Барселона. Јас сум и ден денес на Реал Мадрид, така тие ни беа две. Да, ама секојаш викаат дека не може се да биде еднакво моја да има плюс и минус во животот, така да моја да биде така. Така да тоа можам да го споделам до сега во фудбалот со него. Со мене поише спомените му се од кафани од кафичи. Ајде да видиме како е бил во кафана, Вице. Не имаме превод. Не, шала на страна. Освен тој делот што се однесува на спорт, што Иван може да кажа сме играле ова, тоа беше 2 месеци кои имавме физичко и толку спортот престана. Сега надвор се смееме, им кажувам дека ја трчам само ако морам. Каснам негде. Вика, каде трчат луѓе, па никаде не одат. Така да нема потреба од такви работи. Инаку да, ја темата за Реал и Барса, јас сум мислел за Барса како него, така да имаме гледано поише фудбал него што сме играли. Јас сме поише тој за спортуване, за кафани и за така. Да. Нека остане за понатаму со кафани. Па ја ќе да башаме за девојките, гледајќи го Виктор, каква убавина од дете бил. Има некоја приказна тука и за девојките, вечина го обожавале него. Да, и често им се свиѓаат слични девојки. Така да со Бојан тој може малку повеќе на таа тема. Гледам се смеат и колегите там, запознаени се. Живе и се ќе биде во и Максимата во која се водел Вице. Колку тој самиот Андреј го живееше тоа така баш? Ако кажам дека навистина го живееше, тоа навистина го живееше. Знаеше дека се расположи и во друштво каде што моментот не беше за
расположение. Мислам, знаеш дека она се атмосфера каде што ќе направиш ситуацијата на крајот испадне така како што треба да биде. Јас тен денес се исподелил на фотографија која што памтам филиќа, памтам цел живот. Се случи исто враќање на несреќа, кога беше мал, тој и мојот тетин и дојдовме да го видиме. Мислам, шо пред дали се окей, фала му на Бога, тогаш беше се уред, али тој момент кога го догледав како лежи во демната со под прозорците, али ден денес да замижам, излегам и текнува и ме подсеќа на него, дека после ден два во детето, иако не беше повреден, продолжи со животот, иако мал. Шо и да се случеше, дали испит би паднал, дали шо и да се деси, знаеше да падне и да стане. Тоа значи дека знаеше да живее и ни даваше мотив на сите, како да кажам, се огледувавме на него. Како тој тоа што знае да го направи најдобро беше пример и за нас останали. Го запознале во студентските денови, еве поминаа 5 години од неговото прерано заминување. Колку може би си го споменувате Виктор Илиевски како дел од вашите сеќавања, кои се најубавите може би спомени кои што ќе ги завоцираме од тој период на студентски живот, младоста, може би вие сте го запознали во најубавиот период од животот на секој човек. Па, може би да. Може би најубавиот период го запознавме. Колку често го спомнуваме? Па искрено многу често, бидејќи ние, како што кажа Бојан, често и се собираме колегиве, постојано практикуваме еднаш-два пати неделно, секогаш да бидеме заедно. Секогаш беше и тој со нас, кога беше се уште овде. Колку често го спомнуваме? Многу често го спомнуваме, бидејќи секогаш кога некој не е помеѓу вас сега, се прашуваш како би било тоа кога тој би бил овде со нас. И многу си го поставувам тоа прашање, каде би бил јас сега, тоа често си го поставувам, каде би бил јас сега, тој бил овде со нас. Каде би те носил животот, бидејќи тој беше искрено голем боец. Знаеше да те насочи, знаеше да ти даде подршка за многу работи, било тоа да е за факултет, било да е за некои животни прашања во животот. Така да, кога некојаш нешто ќе постапиш или нешто ќе направиш, кога ќе размислиш, сум се прашал како би било да е овде да ти даде некој совет, ама може да се соочиме со тоа како што е сега, така да често го спомнуваме, кога се собираме за ден и за било што. Еве јас од тој ден, бидејќи јас на 7 јули сум славел имен ден секогаш, кој е Свети Иван. Од тој ден јас повеќе не сум го славел имен денот, така да се присетуваме, се собираме на тој ден, ние меѓу нас, кога не можеме да дојдеме до ДМФ и се дешава да работен ден, така да ќе го одбележиме, ќе го спомнеме, по нешто ќе се раскаже и така. Колку што можеме, пробуваме таа празник да се пополни, но сепак некои работи не можеш да ги смениш. Им прати видео едно, не знам дали може да го апладираат. На видеото може да се види баш таа фраза, колку сме биле уствари безгрижни во тие денови кога сме биле на факултет, сме имале иста проблеми со учење, со испити, што неа секад сме живеели и по таа фраза, сега сме доаѓале време да не се замараме, едноставно да имаш период од денот или од неделата кога живееш и не се замараш за други работи, така да ние и денес пробуваме колку што ни дозволуваат обврските да живееме по таа фраза, така да покрај тоа сакам да напоменам и освен живе и секи биде во ред, мораме да поминуваме што повише време со тие луѓе што ни се во кругот, бидејќи не знаеме што ни чека утре, така да мораме таа фраза да искористиме и за такви работи. Ствари, имаме премногу спомени, стварно сме се дружеле 2-3 години, ама сме биле ко да сме од мали заедно, така да
со тек на време сме станали дури поблиски него со другари кои што сме биле од мали деца. Така да тоа би било. Тоа се надевам дека Кико може да го пушти видеото. Кико може се. Да продолжиме понатаму доколку го чекаме видеото. Го имаме? Да, тука учевме до 4,5. Поставам тука изпис да спремаме. Се го правеше капсте. Учевме тука до 4,5 сабајна, а после учење, пошто сме биле изморени, Тежок така да сме факултетот. заспали со кафето на маса. Андре, од Христијан секогаш сум ги слушала најубавите зборови за неговиот брат, ти кажа обично знаеме дека и клише фразата оние што заминуваат, за оние кои што заминуваат, го имаме само недоброто да го кажеме, меѓутоа јас верувам дека и додека бил овде физички присутен за Вицес имале најубавите зборови да се кажат. Гледајќи ги како функционирале како семејство сплотено, за Христијан сум веќе уверена колку тој ги почитува семејните вредности, неговото семејство, неговите родители. Како беше Вице во семејството? Колку тој знаеше да ги почитува неговите, колку тој говореше за неговите? Навистина се бореше секогаш за семејството, исто како што се бори татка ми за семејството, тати ми Христијан. Сакаше колку повеќе да го одмари нивниот терет, настојуваше да замени да поработи во странство за да не биде тежок животот на тие што се тука. Навистина човек кој што иако претходно напоменав дека беше еден сврзник фамилиарен меѓу сите, знаеше да ги почитува и тоа ден денес го ја кажува нивната љубов помеѓу братската, меѓу него и Христијан. Не случајно Христијан го прави ова што го прави денес. И не само денес, 5 години назад, и се надевам и во иднина нема да застане колку и да изгледа тешко или лесно, ама тоа е еден доказ за нивната љубов, нивното почитување. Јас, како што кажав и претходно, тој ми беше како брат. Делевме иста клупа, делевме и убави и неубави моменти. Сме излегували со друштво и со девојки. Многу навистина добри мемории. Само ме потсети еден добар збор кој што го кажа неговите другари, што ли би било денес ако тој беше тука. Многу не проживеале времења кои што сега како помлади би ги проживеале заедно. Не знам каде би ни бил крајот, навистина. Би се израдувал многу на неговата внука. Ама навистина тој беше човек кој што ме научи дека треба да се почитува прво фамилијата најмногу, а после сите останати. Сите овие другари кои што дојдеа денес не случајно се тука затоа што навистина покажаа дека го сакаат.
Со сето ова кое што јас го слушам и кој го имам слушнато од неговиот брат, импресивен е животот во 22 години живот. Колку брзо живееше Виктор, како му се движеше животот, сакал да патува, бил живо момче, постојано бил на различни места, со различни луѓе. Така е, наистина, живот го живееше, јас често знам да кажам 200 на сат. Тоа значи дека станаше сабајле, кафе, цигарче, рутината е таа. Излегуваше на факултет или ако сме слабодни од факултет, знаеше често да потроши времето со неговите другари пиејќи кафе или шетајќи негде, не мора да е само Скопје, или Мишкисар. Знаеше правилно да го искористи времето и јас, да речам, за разлика од него повеќе се фокусирав на учењето. Дали било добро или не, тоа е секој од свој ангол може да гледа таа приказна, ама тој навистина знаеше како да го искористи времето, да посвети внимание на сите оние на кои што треба да се посвети внимание, да се слушни со сите и навистина ќе го паметам еден разговор, тој беше последен разговор, како да така требало да биде, тој да ја побара скоро сите фамилијата. И сакам да кажам дека нешто во време се јавил, сакајќи да ме слушни како сум, шо сум и не знаевме како е последен разговор што ја направи. Кои беа последните разговори или ете во што беше фокусот на последните разговори, последните средби со Виктор, кои се последните спомени од физичката присутност негова? Тој како да знаеше, не знам, осакал ќе се наведеш на тие моменти кога сме се виделе последен пат. Последен ден, тоа мислам дека беше 24 јуни, тој 5 дни или денот кога идеш, не знам дека полагав на осигурување ние на факултет тој ден. Тој инсистираше да се видиме сите тој ден со него, иако имаше 5 и пол беше знам автобус за Хрватска, како да знаеше, се собравме сите, се видовме, поминавме некој половина час сите заедно, си отиде на пат. Последен пат кога се слушнавме, па негде тоа беше крајот на јуни. Знам дека ми кажа дека ништо не се сменило. Исто живее и таму кој што живееше овде. Работеше денски, ноќеска, пиеше до 3-4 сат. Исто како живееме и тука, тоа не се смени, само на различни места. Исто така што можам да кажам за претходно што кажа, оно не се, мислам, не го беше упатено тоа. Еве денес после, не знам, Викса веќе не е поминал с 5 години и тогаш беше последниот пат и денес прв пат да се напием шток. Оти јас до сега не пиев шток ради него, пошто со него само тоа пиевме. И знаевме да испиеме и по, не знам, кој ден, ните ако ќе седнеме вака сите заедно. Така да ова беше првиот пат да се напием сега пред да почнева една часа шток и онака ме подсети буквално на се оно што сме го правеле претходно. Последен пат се видовме буквално саат и пол-два пред да тргне за Хрватска. Знам дека му фалеше некој документ од осигурање или така нешто поврзано со патот таму и буквално од полагањето кога беше сабајле до 3-3,5 останавме заедно додека не дојде време да кажем морам да одам, пошто нема да стигнам да го земам документот и да го фатам автобусот. За една работа ми е многу криво и денес. Се гледавме на камера, па вечерта пред да се деси тоа што се деси. Околу 11:30 вечер се гледавме на камера. Ја требаше да се сретнам со нив, мислам дека баш ние четворица бевме. Овие беа во градски парк, ја тогаш одев натаму. Само што стигнав од звонев, не ми се јави, ми предзвонил после пола сат, ја не го видов тоа, пак го баравме за 20 на минути и ми пиша само се слушаме утре да си легнам да спијам. И денес ми е криво што не успеаме да се чуеме барем нешто пијано. Андреј, Демиркис е мало место, мал град. Колку Виктор си доаѓаше тука, после, нели,
Скопје како негов дом за студентските денови, колку предпочиташе да се доаѓа во Мирхисар, колку тука се дружевте, како тука го доживуваат луѓето? Човек кога ќе ја напушти средината каде што се родил, каде што изгради свој живот, да речем, до момент кога треба да продолжи со своето едуцирање, ќе го земам за пример средното образование, кога тој премина така по рурална средина во урбана средина како што е Битола. На почетокот можеби се чувствуваше доза на стран кај него, се додека не се запознае со децата кои што се таму, ама многу брзо и многу лесно стекна другари, видовме и на факултет како тоа умешно знаеше да го направи, затоа што беше препознатлив по добрината и едноставно го почитува, одма го прифатија и како крат. Знаеше да излезе за викенди со нас, да не дојде во Демирхисар, меѓутоа секогаш кога требаше да се види фамилијата и останатите и верите кои што му се тука, знаеше да се дојде да испие пиво или кафе заедно со него, да се види со мајка му и татко му. Знаеше често да се го види градот, иако пак ќе споменам дека Демирхисар се работи за мало место, меѓутоа човек каде што е роден секако дека му е најдобро и најубаво, често и беше, често и беше. Ги споделивме најбавите, може би спомени кои што ме повезуваат со Виктор, полека ќе го закружуваме овој панел, меѓутоа не знам, да би бил вице денес овде, која е првата работа што ви доаѓа на памет, која што ете, ќе ја направите со него? Па мислам дека тоа би бил и еден ден како што сме го живеели кога бил овде, да се бајлечки некој кафе, обвезно ќе пишевме ливче, за да гледаме фудбал текот на денот, потоа ќе се разделевме неколку часа, пак ќе се седневме сите заедно, вечерта секојаш завршуваше како што ќе заврши, со многу алкохол, со дружење меѓу нас сите, до рани утрески часови. Имавме ние збиено место, тоа најчесто беше кај мене дома, и ќе живеев со сестра ми, таа често не беше во Скопје, и пред 70% од сите тие вечери кога ние сме се собирали во Скопје, останало и кај мене, не спиеле кај мене, и верувам дека еден ден сега да биде тој овде, се тоа само да се повтори, мислам дека ништо друго не би се сменило и не би додало. Во тие години во кои што бевме тогаш, кај нас рутината се знаеше, стануваме са бајле, ако имаме некое предавање до кај 11:30, одиме на кафе, од еден во втор во трет кафич, до 4-4,5 саат, кафе и цигари, тоа ни беше и доручек и ручек, после тоа си одевме по дома, по вечерите продолжува како што продолжува. Мислам дека тие обични моменти кои сме ги поминали заедно не треба да направиш со некого кој знае што патување и што ти не за да останат спомени. Ствари тие дневни рутини кои сме ги правеле, тие се она што останува на крајот секад во памет. Да, Андре, повели се. Денес Виктор тука ќе види дека има најдобриот брат во светот, ќе види дека има најхрабрата мајка, жена борец, најдобрата мајка во светот, ќе види дека ја има сања неговата сна за најдобра сна и ќе види својата внука, ќе види својата поширока фамилија, своите другари и другарите кои што ги запозна многу мал период, секоја година издвојуваат време и доаѓаат толку многу далеко само за негова чест. Ќе види дека живеел за сите и дека навистина го почитувале луѓето околу себе. Ќе види дека вредел, ќе види дека оставил нешто зад него, иако има уште многу друго што да понуди на светот. Една работа што имаше повторено повеќе пати беше сакам да станам успешен, да заработувам за мајка ми да не мора да работи ништо во живот. Само да го сакав да го пофалам Кико дека веќе 5 години тој се труди, организира секакви настани. Оно што
на нас останови оно што најмалку можеме да го направиме сега е да отвориме еден ден, да дојдеме ние од Скопје, да дадеме чест овде, така наставно ни е тешко и се додека се организираат вакви настани, ние присуствуваме и понатаму. Излишни се зборовите за Виктор Илиевски после она трага и оне беле кој што тој го остава кај неговите другари, кај неговите роднини. Јас навистина ми е тешко после секој меморијален настан, емотивно, како што кажав и на почетокот, ги доживувам сите овие споделени спомени, сите чувства. Сакам да го поканам неговиот брат Христијан Илиевски, он секогаш има што да каже, што да напише, збор двапа и пред нас Христијан, ајде повели. Фала ви многу што прифативте понудата да присуствувате, иако прв пат зборувате на микрофона, беше отлична дискусија, морам да ве попалам сите. Така да официјален говор за крај на овој настан. Почитувани присутни, ви благодарам што бевте дел од овојгодинешното прво издание од ваков тип на настанот со име Виктор, силата на споменот. Изминатите 5 години успешно организиравме меморијален турнир во мал фудбал во чест на мојот вице. Енергијата, посветеноста и љубовта која изразувавме преку тој 3-дневен меморијален турнир можевте да проследите во документарното видео кој го прикажавме денес, кој исто така е достапно и на YouTube платформата, така да може да го погледнете повторно. За некој сум обичен 3-дневен мини турнир, но за мене викенд за кој живее цела година. Викенд во кој имав прилика да се дружам со сите вас убави луѓе кои што носат парче од животот на мојот батец. И благодарам на сите што на било кој начин помогнавте меморијалниот турнир во мал фудбал Виктор Илиевски од 2020 до 2024 да се организира, а за мене најважниот дел е што не дозволивме се фрли ниту една дамка на нашиот турнир. Покажавме што значи да се организира меморијален турнир, покажавме што значи перфекционизам, покажавме што значи фер игра, покажавме што значи кога на едно место ќе успееме да собереме над 80 играчи кои лично упознаваат мојот брат и покажавме како се игра со срце за вице. И сакал да се заблагодарам од лично име и на тие што не помогнаат или не игнорираа изминативе години, бидејќи ги има во изобилство. Вие само направите посилни, продолжите да правите тоа. Вие ме натеравте да размислам да направам нешто ново, нешто што ќе биде поразлично за нашата општина и нешто што за прв пат ќе се организира тука. Дозволете да изразам голема благодарност до спонзорите и помагателите на овој настан, Општина Демирхисар, начело со градоначалникот Никола Најдовски, Дом на култура Илинден, Демирхисар, директорот Славчо Велјановски, Општинска организација на Црвен крст Демирхисар, Јавна општинска установа Детска градинка 2 септември, директорката Андријана Цветковска, професорката по ликовна уметност Дијана Полончовска, Викторија Петровска, нашиот модератор на овој настан, сите панелисти кои безрезервно ја поддржаа мојата идеја и ја прифатија оваа покана, сите крводарители кои беа дел од вчерашната крводарителска акција во склоп на овој настан. Како што кажав, имавме успешна акција вчера на истово место, каде што крв донираа 48 лица, од кои што нешто повеќе од 20% беа нови крводарители кои што виделе за настанот и се решија да влезат во тој свет на крводарителството по наша вина, на што сум посебно горд, бидејќи правиме реален импакт и ќе спасиме многу животи во иднина. Сите фирми, исто така и поединци кои го помогнаа организирањето на овој настан, нивните логоа и имиња, можете да ги следите на видеопимот за време траење на целиот настан. Како дел од денешниот настан, имавме 3 млади уметници кои го сликаа портретот на нашиот вице. Тоа се Марија Никотиновска, Софија Велјановска, Константина Ѓорѓиовска и писахме да ги поканам заедно со изработените дела да дојдат тука и да ги покажат делата на сите присутни, а за сите нив ние како организатори обезбедивме мал подарок во знак на благодарност, односно предносен ваучер од ДМВ. Ќе молам на аплауз да ги оправдаме.
Отец, ти благодарам и денес што беше со нас. Болеш и овој ден, болеш и промената на твојот омилен формат. Но ветувањето дека еднаш годишно ќе организирам нешто во твоја чест, го одржав и сум многу среќен за тоа. Среќен сум што ми помогна одгоре и соберам сите овие убави луѓе на едно место и со една цел. Верував дека можам, иако промената дојде неочекувано, иако на моменти бев на работа дали ќе се организира овој настан, но ти повторно ми докажа дека си тука и ме гушкаш силно и ми даваш сила да го направам ова. Како? На 15 септември, седејќи со Сања на вечера, ми стигна порака од мајка ми во која цитирам и пиша: Кике, дали знаеш дека Вице е крстен на Крстовден 27.9. Во тој момент прегледе, не можев да си објаснам дека ова пак не е некоја случајност. Овој податок не го знаев, која го утврдував датумот на денешниот настан, и сите ќе кажеме случајност, но јас не би рекол дека е некоја случајност. Отец, ти благодарам. Не можам да го завршам овој настан без да те подсетам едно. Чувај ми место горе покрај тебе, бидејќи еден ден ќе бидеме повторно заедно. Вечна ти слава. Во 16 часот ве повикувам сите во спортската сала Јордан Пиперка за да проследиме ревијалниот надпревар во мал фудбал од малата возрастна група на школата ПК Младост Полет од Емирхиса. А сега ве поканувам сите да останете тука, бидејќи имаме спремено мал коктел кој го именувавме Наздрави за Вице. Можете од чанкот да си земете омилената пијачка и нека секоја чаша испиена биде за животот на Вице, нека биде во името на Вице и нека биде за душа на Вице. Благодарам си. И нека биде свечена, што навистина никогаш не згаснува. Ќе се заблагодарам и на учесниците на овој панел. И официјално сакам да се заблагодарам на семејството Илиовски, на Христијан, за се оно што го прави, за неговиот брат, на неговата прекрасна мајка, на Сања, на малата Викторија. Секогаш ќе бидам подршка и секогаш ќе бидам овде за вас. Вице, нашата светлина што никогаш не згаснува, ова е за тебе. Мамо?